Дејвид Гета во живо во Скопје, и тоа само за 35 денари на 8 септември. Платени убици од Србија фатени во Скопје. Дошле некого да ликвидираат. Полицијата истражува. Неуморни граѓани се собраа на нова блокада во Гевгелија, бидејќи багери пак ги меркаат Кожув и една од најчистите реки во Македонија – Дошница. Во следните неколку минути настаните што ги одбележаа последните 24 часа. Актерката Весна Беби Петрушевска направи важен чекор во борбата за безбедноста на најмладите во дигиталниот простор. По интензивна кампања за собирање потписи за ограничување на социјалните мрежи за деца преку платформата Change.org, актерката објави дека петицијата е официјално поднесена до надлежните институции. Владата и Авалон најавуваат големо шоу на 8 септември, кога на стадионот Тоша Проески во Скопје ќе се одбележат 35 години од независноста на Македонија. Годинава централната звезда на одбележувањето ќе биде настапот на познатиот диџеј Дејвид Гета. Влезницата ќе чини символични 35 денари. Секој корисник ќе биде ограничен на максимум 2 влезници. Ново вознемирувачко насилство меѓу тинејџери ја вознемири јавноста. 15-годишник вчера влегол во основно училиште во скопската населба Ченто и со остар предмет избодел ученик, соопшти МВР, и додаде дека напаѓачот е уапсен и против него ќе следи соодветна пријава. Во тек е подготовката на ребалансот на буџетот за 2026 година. Какви мерки може да очекуваат граѓаните и колку пари се предвидени за нив, прашавме во владата. Конкретен износ не добивме, а не се споменаа ни таргетираните мерки за најранливите категории. Деталите се во текстот на Весна Дамчевска. Македонската дипломатија повторно успеа од една минута да направи цела епизода. Се зборувало, ама не било разговор. Се сретнале, ама не било средба. Си размениле зборови, ама тоа не значело ништо. Па добро, тогаш што било? Генерална проба? Муцунски демантираше дека имал официјална билатерална средба со бугарската министерка за надворешни работи. Читете го колегата Мартин Богатиновски во новата колумна. А една минута со Трамп ќе беше средба? НАТО алијансата никогаш не била посилна благодарение на Трамп и САД, смета министерот Тимчо Муцунски. Ке се возиме ли конечно во нови автобуси? Унгарска фирма е најповолен понудувач за набавка на 150 електрични автобуси, од кои 100 ќе бидат наменети за Скопје, додека пак останатите ќе се распределат во останатите градови низ Македонија. Посериозните сомнежи на МВР одпред околу една година, дека се злоупотребувале тендери за набавка на мазут за потребите на ТЕЦ Неготино. Случај во кој имаше сомнеж за криминал од над 160 милиони евра. Сега од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција велат дека овој предмет се затвора, бидејќи не биле утврдени злоупотреби. Честито стан во Киселавода за квадрат платени се неверојатни 2888 евра, што значи дека стан од 45 квадрати чинал дури 130.000 евра. Две големи цветни жардинјери го решија тоа што општина Карпош, надлежните јавни предпријатија и град Скопје не го направија досега. Младите од центар можат да се пријават за субвенции за возачки испит. Силно невреме ги зафати Хрватска и Словенија. Пороен дожд и ветер откорнаа дрвја и покриви. Во некои загребски населби паѓаше и град. Трамп планира привремено да го укине данокот на гориво. Во Газа од 2023 година има 43.000 луѓе со тешки повреди, меѓу кои 10.000 деца. Украина. Володомир Зеленски денес изјави дека Русија во текот на ноќта лансирала повеќе од 200 дрона, со што решила да го прекине делумниот прекин на огнот. Трамп нема да пие бесплатен чај во Пекинг. Средбата со кинескиот колега Си Џинпинг, закажана за 14 и 15 мај, според Reuters, доаѓа од како Белата куќа веќе ја спушти летвичката. Од големата приказна дека царините ќе ја натераат Кина да попушти. Сега фокусот е ставен врз попрактични работи. Соја, говедско месо, авиони, Боинг, смирување на трговските тензии и што е политички најчувствително, можна кинеска улога во завршувањето на војната со Иран. Од вас чекам аплауз со стоечки овации за следново, бидејќи ретко се слуша нешто вакво. Точно 17 вреќи со отпад се собрани во неделата на патот од Бањиче, кон Карпата и Лјадница, од само еден човек, анонимен тетовчанец кој со велосипед редовно се рекреира на овој начин. Браво! За повеќе содржини, упатете се на slobodnpečat.mk. Се читаме!